Добро утро, почитувани! Четврточно издание на Ново во градот точно во 9 часот. Денеска ќе имате можност да ги погледнете Велес и Кочани. Во исчекување на колешката Тања Вилковска од Кочани стартувам со Велес и колешката Ања, која што инаку прв пат се вклучува во Ново во градот. Ања, добро утро за тебе! Летниот период и високите жешки температури едно мало невнимание на нас граѓаните, на човечкиот фактор може да донесе до несакана појава на пожари. Еве како да се заштитиме од можни пожари во летниот период. Ања? Добро утро, Јована, и од мене директно од Велес до сите гледачи на Ново во градот на телевизија Нова, како што кажа ти за прв пат. Високите температури се причина за зголемена појава на опожарени површини. Надлежните апелираат за поголема внимателност кон овие состојби. Како поминуваат првите денови со екстремно високи температури, дали имаме појава на пожари, директно ќе разговараме со командирот на Општинската противпожарна единица во Велес, господин Љупчо Лепидовски. Добро утро, господине Лепидовски. Јас најпрво би ве прашала како изминуваат овие денови, имаме ли регистрирано на пожари? Добро утро до Велешани, добро утро до граѓаните на Република Македонија. Значи, од кога почнаа високите температури, противпожарната единица е мобилизирана и е спремна да се отповика на повиците на граѓаните при дадени интервенции. Значи, во текот на овие 7-8 дена имавме појава на одредени пожари, значи како во ројалната средина, така и на отворени простори. Сето тоа од човечки фактори, од невнимание, и сепак граѓаните треба да внимаваат на нашите препораки, ради тоа што безбедноста на граѓаните се грижиме ние, нели, територијалната противпожарна единица, со тоа што со нивна помош би биле побезбедни сите во Република Македонија. Така. Кога станува збор за пожари на отворено на езерото Младост, кај местноста по име Седло, имате изградено видиковец. Колку често вие го користите ова место за да ја разгледувате целата околина? И би ве прашала дали ова лето може би противпожарни контроли ќе имаат членовите на доброволното противпожарно друштво Видра? Па вака, значи, осматрачницата е направена 2010 година со доброволното противпожарно друштво, во која бевме во интерес да бидеме поблиску до граѓаните, односно да камперите и сите туристи што го посетуваат тој комплекс на езеро Младост, кој е една од најбавиот делови во летниот период на општина Велес. Со тоа што имавме доста едукации со граѓаните, веќе 6 години со доброволното противпожарно друштво со членовите, тука е уклучена територијалната противпожарна единица и уклучени е општината која е носител на сите овие активности. Значи, кога ќе им дадеме, имавме сигурност на граѓаните и на камперите и на сите туристи, тогаш почесто беше посетуван тој комплекс на езеро Младост. Значи, 24 часовно дежурство ќе биде доброволното противпожарно друштво со помош на противпожарната единица. Значи, тоа е едно добро место, лоцирана осматрачина, каде што се гледа скоро цела околина од Велес, Свети Николско, Скопско и наки општина Градско. Значи, секоја појава на дим и со сите инволвирани институции кои не известуваат, каде што не можеме да ги приметиме сите тие појавувања на огин и на пожар, ние имаме соработници каде што брзо и ефикасно действуваме, а еден дел што може да им кажем на граѓаните и на сите кампери и туристи што ќе дојдат, дека безбедноста на езерото Младост ќе биде максимално 24 сата обезбедена од страна на доброволното противпожарно друштво и на територијалната противпожарна единица. Така. Дали и ова лето ќе делите едукативни материјали за тоа како граѓаните да се заштитат од секаков вид на пожар? Па вака, значи, секоја сезона имаме ние делење на флаери, односно во зимскиот период имаме во урбаната средина, летниот период имаме во овие туристички места, ги посетуваме и селата во руралната средина, каде што ги посетуваме и земјоделците при завршување на жетвата. Едни од иницијатори и каде што се случуваат пожарите сте и тие стрништа. Значи, мора да ги одораат стрништата, едукативно делуеме, каде што ги смалуеме пожарите. Значи, со тоа што земјоделците
соработуваат со нас и мислам дека ќе успееме и оваа година без разлика што е голема температурата, самите знаете дека за сите има оправдување да бидат во своите домови. Полицијата, пожарната, брзата помош стално стои на располагање на граѓаните, иако температурите се 40 степени Целзиусови. Така, и за крај ќе ве запрашам кои се вашите препораки до граѓаните како за безбедно лето или лето без пожари? Овака, значи, прво на граѓаните ќе им препорачам при одење на своите, кога ќе одат на одмор, да ги исклучат своите електрични уреди, да остават клучеви кај своите најблиски, за да може да се грижиме за нивните домови, а на отворен простор кога ќе излезат, да припазат при спремање на скара и при носење на нивните плински боци во возилата, да не ги оставаат, ради тоа што при оваа температура може да дое експлозија од самите боци во нивните возила, затоа треба многу внимателно и сето тоа да бидат предпазливи при палење на скара и затрупување на огновите, што е забрането нели да се пали, но во секој случај кога испаднал на викенд треба да запали и да се организира нели викендот, сепак да внимаваат. Тие се еден дел од нас што ќе се грижат за безбедноста од пожари. Значи препораката и на земјоделците, и на сточарите, и на луѓето што собираат шумски плодови. Значи сите треба да се грижиме, а ние да им помогнеме у сето тоа. Флаерите ќе се делат. Значи, прошлата година поделивме 7000 флаера, оваа година на сезоната ќе поделиме можеби 5000 флаера и сето тоа ќе бидеме поблиску до граѓанинот и за да се биде безбеден да се грижи за својата слобода при нивното кампирање. Господин Лепидовски, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Ново во градот на телевизија Нова. Студио, на прагот сме на летото, добро знаеме дека сите овие препораки кои што ни ги кажа господин Лепидовски ќе ни бидат и такако корисни за сите нас. Шумскиот пожар значи уништување на белите дробови на нашата животна средина околу нас. Студио, доколку немате прашања за мене и за мојот соговорник, јас се одјавувам од дворот на противпожарната единица во Велес. Ања, имам прашања, се разбира. Прво би го запрашала соговорникот со оглед на тоа дека летниот период се носи повеќе излети на отворено. Еве и викендот е пред нас, можеби граѓаните се подготвуваат за пикник викендов, што секогаш мора да носат со нив за не дај Боже ситуација на пожар, додека чекаме да додат против пожарните единици, како да изреагираме граѓаните. Првото прашање е второто прашање е што секогаш мора да се има во домовите како исто прва заштита од несакан пожар, додека повторно чекаме да дојдат против пожарните единици. Така. Господин Лепидовски, јас ке имам уште едно или две прашања. Би ве запрашала граѓаните за време на викенд додека одат некаде било каде, што треба да носат, да понесат со себе доколку се случи пожар, додека дојде противпожарна единица, што треба да носат со себе? Па вака, значи ние апелираме, значи прво треба да известат противпожарната единица на 193, да известат што се случи и што има запалено, а со себе, пошто одат на кампирање, доволно е вода, значи една чаша вода, почетниот пожар ќе го изгаси, а сигурно во своите возила носат ПП апарат, што е законска регулатива или лична безбедност на самиот возач со своето возило, и сепак при правење на скара треба да затрупаат, нели, жарот да го затрупаат, и тоа што ако го остават жарот при самото дување на ветер, повторно ќе биде распалено и да биде на одредено место каде што нема лесно запалив материјал, односно сува трева и така натака. Значи, сето тоа треба прво при првото појавување на пожар да не информираат нас и сето тоа останато да сами да бидат пожарникари во моментот, односно да носат вода во своето возило, каде што моментално да изгасат пожарот, а сето тоа допринесува да бидат и они дел од нашата екипа за справување со пожари. Сепак граѓаните се дел од овој општество кој ќе ни помогнат да бидеме безбедни и сигурни во своите активности. Така, што треба да имаат сите граѓани во своите домови доколку дојде до случај на некој пожар? Па вака, значи препорака моја долгогодишна е во своите кујни, во урбаната средина, во своите станови, во своите домови треба да имаат S9 апарат, доколку го имаат, тога ќе биде подобро за нив и своите плински уреди да внимаваат, своите боци, значи преместувањето на самата боца, вентилите, цревата, сето тоа треба да бидат секогаш контролирани. Односно, кога се исклучува плинот од самиот шпоред, треба и главната боца да се затвори, и тоа што самиот
газ наоѓа начин како да излезе од цревото, пошто самата стега не е доволно стегната при самото преместување. И кога би биле плинските боци на самите балконски тераси што ги користат за летни кујни, треба околу самата боца или кај што стои тој шпоред плински, не смее да има дрвен материјал, каде што ќе има запалување, него остават плех да го заградат, каде што ќе биде контролирано сето тоа движење на огинот. Ви благодарам. Студија? Ања, ти благодарам и благодарност до командирот господин Лепидовски. Овие совети и те како се корисник за секое домаќинство и за секој граѓанин, се разбира, доколку планира да прави пикник, излет на отворено во овој летен престоен период. Ти благодарам, Ања, ова денес ни беше прво јавување, а се надевам нема последно да ни биде. Ти посакувам убав и успешен. Еве и уште една порака. Да слушнам, так. Повели? Така. Последната желба од мене до сите пожарникари е за тоа што помалку да бидат излезени на терен ова лето. Да, се разбира. Тука клучот е во човечкиот фактор. До сите нас граѓани, се разбира, треба нашата совест најмногу да работи, да внимаваме кога сепак сме на излет на отворено, па и во домовите, се разбира. Ти благодарам. Поздрав, убав и успешен ден. Тука веќе би посакала добро утро на колешката Тања од Кочани. Тања, како си? Добро утро за тебе. Гледам дека е сончево, убаво во Кочани. Веќе и раздвижено. Ќе направиме кратка пауза, Тања, и идеме на тебе да ни кажеш кои се најновите информации од Кочани, а имаме многу, имаме за што да зборуваме. Почитувани, останете со нас. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. За обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Повторно сме назад во студиото, продолжуваме со сите новости од Кочани, а низ нив не води колешката Тања. Тања, каква е состојбата? Ајде да почнеме со браната Речани. Го пробивте ли патот? Стигнавте ли? До каде е состојбата со брана Речани? Прво, добро утро или добар ден за сите гледачи на ТВ Нова. Јована, добри сме тука од градот на Оризот, од градот на топлите води. Добро рече, да, пробиен е патот до круната на браната Речани и деновиве се работи на довршување токму на пробивањето. Министерот Михаил Цветков за земјоделство, шумарство и водостопанство минатата недела беше во Кочани и кажа дека за недела 2 ќе се објават финансиските услови за изградба на браната, кои ќе им бидат представени на 5 градежни фирми кои пројавиле интерес да работат на истата. Околу овие детали, Јована, имаме подготвено прилог. Би сакала веднаш да се повекам на прилогот, и таму детално е објаснето и зборува исто така министерот Михаил Цветков. Владата на Република Македонија продолжува со реализацијата на најзначајниот водостопански проект во Источна Македонија, изградбата на браната Речани на Оризарска река кај Кочани.
Како што најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков при неодамнешната посета на Кочани, за недела 2 ќе се објават финансиските услови за изградба на браната, кои ќе им бидат представени на 5 градежни фирми кои пројавиле интерес да работат на истата. Идната недела ќе одиме на вториот дел од конкурсот за изградба на брана Речани, односно финансиската понуда ќе доставиме до мислам дека беа 5 фирми кои се заинтересирани за градба нова брана, ќе доставиме и се очекувам за еден месец веќе да биде изаберен на изведувачот на работите на браната Речани. Знаете дека патот ова година треба да биде завршен. Ова го кажувам од причини што реков вода можда за Кочанско поле е доволно, но не е доволно за овчеполието, бидејќи овчеполието многу му е потребна водата. Од тие причини, користејќи на вакви штедливи системи, практично ќе имаме вода за целиот овој регион. Во меѓувреме се работи на довршување на пробивањето на пристапниот пат до круната на самата брана, што ќе овозможи изведување на градежните работи. При крај е и експроприацијата на земјиштето каде што ќе биде градена самата брана и новото вештачко езеро, рече Цветков. Вештачкото езеро ќе располага со капацитет од над 20 милиони кубици вода, која ќе се користи за квалитетно водоснабдување на над 80.000 жители од Кочани, Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево, како за изградба на 3 мали хидроцентрали и наводнување на нови 2500 хектари земјоделско земјиште во атарот на Оризарско поле. Се очекува општина Кочани и поширокиот регион во овој дел од Источна Македонија да остварат непроценлива придобивка пред се во развојот на рибарството, езерскиот туризам, развој на повеќе населени места со што ќе заживее најпасивниот дел од осоговијата. Градот на Оризо производството добива нова инвестиција. За која инвестиција станува збор и што опфаќа таа? Така, пред да зборувам за инвестицијата Јована, само да споменам дека општина Кочани распиша нова објава за продажба на градежно земјиште. Тука се нудат 21 парцела, а парцелите се 11 за индивидуално домување, 5 парцели за викенд куќи во спортско-рекреативниот центар Пониква и 4 за индустријски објекти. Со ова објава општината нуди за продажба една парцела за изградба на хидроелектрана кај акумулацијата Градче со површина од 940 метри квадратни. Според информациите добиени од стручните служби на општина Кочани, 2 парцели за индивидуално домување се наоѓаат во местноста Прокарка, а другите се во населбата Усова Чешма и во населбата Оризари. Само да споменам дека рокот за поднесување на потребната документација за учество во јавното надавање за сите градежни парцели е до 11 јули, а почетната цена е 61 динар за метар квадратен. Исто така се работи и на подобрување на инфраструктурата токму на овој дел на осоговијата. По осветлувањето на улиците во викенд населбата, општината се подготвува за асфалтирање на 2 улици, а станува збор за улицата број 1 и улицата број 2 кои ќе бидат асфалтирани. А сега ќе зборувам и за она што ме праша ти, Јована, а тоа е за кинеската инвестиција во Кочани, за кој исто така имаме подготвено прилог, но само да кажам дека во градот на Оризо доста се и инвестира, станува збор за инвестиција во опрема во Оризо производството. Имено од амбасадата на Кина минатата недела беа во посета на Кочани и се договорија дека потенцијалните инвеститори, односно кинеската компанија, може да инвестира во многу во Оризо производството, а тоа е за добивање опрема за Оризо производство. Повеќе од прилогот што следува. Во посета на општина Кочани денеска престојуваше делегација од потенцијални инвеститори од Република Кина, предводена од собственикот на кинеската компанија, господинот Ванг Данг. Стопанствениците се сретнаа со градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, на кого му ја најавија инвестицијата која што наскоро треба да биде реализирана во Кочани. Се работи за компанија доста голема, доста солидна, која е производител на опрема за системите за наводнување, специализирани се поготово за системите капка по капка. Разговорите се во тек, имаме да излеземе на терен, да видим и да преговараме, се зависи од тоа како ќе бидат прифатени тие наши услови и одлуката ја очекуваме во најскоро време.
马其顿的这个投资的这样一项。 Ќе инвестираме во опрема наменета за оризопроизводството и системот капка по капка. Не радува што ќе можеме да инвестираме во Македонија и во најголемиот оризопроизводствен регион кај вас. 是它的这个劳动力。 Како што беше истакнато по средбата, наскоро ќе биде објавена компанијата која ќе инвестира во кочанското земјоделство и колкава ќе биде нивната инвестиција во производството на опремата за системот за наводнување на оризовите полиња капка по капка. Тања, на самиот старт на емисијава најавивме дека за многу работи ќе зборуваме од Кочани. Што ни остана? Чинам дека имаш и информации од образованието, инфраструктура. Ајде да слушнеме што е се што ни имаш подготвено. Да, така, значи имаме информации од образованието, но имаме информации и од соседната општина Чешиново Облешево, дека ќе се реконструира старата зграда на културниот дом во Облешево, која е изградена далечната 1946 година, а во неа е планирано да има музејска збирка со археолошки и етнолошки артефакти од Облешевскиот крај, доста интересно. Ќе има сала за состаноци и мала сала за работа со фолклорни и пејачки групи и музичари. Во реконструираниот културен дом во Облешево, според градоначалникот Костадин Личков, ќе има музејска збирка, а Личков ја најави и соработката со општините Благоевград и Кюстендил од Република Бугарија. Кога сме кај Чешиново Облешево, сакам да споменам уште еден интересен настан, односно подпишан договор за соработка со општина Болдешт и Скајни од Република Романија. Именно се однесува на взаемна соработка на културен, спортски, но и на економски план. Соработката со оваа романска општина ќе биде од големо значење за општина Чешиново Облешево, бидејќи двете општини се договориле за взаемна соработка, а договорени се и подготовка на проекти кои ќе бидат финансирани од фондовите на Европската Унија и од интерес на двете општини. Само ако може да споменам уште една активност во оваа општина, а тоа е дека најуспешните ученици од двете училишта Страшо Пинџер од Соколарци и Климент Охридски од Облешево во оваа општина Чешиново Облешево добија 5-дневен бесплатно летување во Дојран, а тоа значи поголема стимулација за овие ученици, за најуспешните. Тоа станува збор за ученици кои добиле први, втори и трети места на републички, општински и меѓународни надпревари, а тоа значи поголем стимул за учениците за да можат да одат на надпревари, да учат повеќе и секако да се дружат, а ќе си добијат дури до година, градоначалникот најави, и 10-дневен одмор во некој од одморалиштата во Македонија. Јована, кога сме кај образованието, сакам да споменам дека денеска се полага завршниот испит, значи државната матура помина, денеска се полага завршниот испит за матурантите кои се со 3-годишно образование во Средното општинско училиште Гоша Викентиев, а што се однесува за екстерното, од саботата има резултати за екстерното, тоа во цела Македонија, но во Кочани интересно дека нема големи отстапки во оценките со оние од дневникот. Во главно наставниците и учениците се задоволни од екстерното тестирање, од тоа како се спроведе и се спроведе без никакви проблеми. За учениците од 9-то оделение рокот за приговори заврши, а до денеска трае рокот за приговори за учениците од 4-то до 8-то оделение, но директорите на училиштата истакнаа дека нема голем број на приговори, само еден во едно училиште, тоа е доста минимална бројка и може да се каже дека малиот број на приговори значи дека и успешно спроведување на екстерното тестирање во Кочани. Кога сум кај Средното општинско училиште Гоша Викентиев, сакам да истакнам дека стручните профили од училиштето ќе бидат за потребите на стопанството, а тоа значи дека на крајот на секоја учебна година за своите ученици од повеќе профили од машинската и електроструката, училиштето обезбедува феријална пракса во трајање од 10 до 20 дена. Најголем број од учениците ќе бидат прифатени во компанијата Амфенол, а тоа значи дека тие ќе бидат 20
дена на пракса таму и ќе можат да извршуваат работи, а потоа ќе им послужи за да бидат од корист на самото стопанство. Оние ученици кои посетуваат наставата во Средното општинско училиште Гошови Кентиево Кочани, а се од соседните општини Виница, Македонска, Каменица, Делчево и Пробиштив, реалната пракса ќе ја изведуваат во своите места на живење. Во областа на културата сакам да споменам дека помина и Зелената недела во Кочани и заврши со поставувањето на сончев колектор за топла вода во детската градинка Павлина Велјанова и презентација на локалните медиуми, а тоа беше последната активност од спроведување на оваа Зелена недела, а Зелената недела има за цел зголемување на свеста кај децата од најмали ноза и кај младите за еколошките проблеми со кои се соочуваат во животот. Манифестацијата имаше едукативен карактер, а се состои од предавање во повеќе средини и практичен дел на терен. Акцијата беше во организација на EU-инфоточката и на општина Кочани, а Зелената недела започна со најмалите од детската градинка Павлина Велјанова за учење за начинот на справување со отпад и начинот на негова реупотреба и селектирање. Се работеше и со децата од 6 до 12 години од приватното училиште, на едукација на штедење на енергија. И само уште една и за крај интересна информација е тоа дека беше промовирана монографијата за познатата пејачка Есма Реџепова Теодосиевска, именно во присуство на голем број љубители на македонската и ромската песна и почитувачи на делото на Есма и Стево Теодосиевски. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше промовирана монографијата посветена на кралицата на ромската песна Есма Реџепова Теодосиевска. Зошто токму во нашиот град? Затоа што низиниот сопруг Стево Теодосиевски, веќе починат, нели, потекнува токму од тука, па Есма сакаше токму од тука да биде промовирана низината монографија, во која се зборува за животниот пат на Есма и Стево Теодосиевски. Само да споменам дека монографијата беше во соработка, односно промоцијата беше во соработка и со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, општината Кочани и во издание на Македонска литера. Промотор беше директорот на Центарот за култура Кристина Атанасова Арсова, а делови читаше Аника Илиевска Ѓоргиева. На присутните доста зборуваше и се обрати истакнатиот публицист Славе Николовски Катин. Зборуваше и самата кралица на ромската музика Есма Реџепова Теодосиевска, која се присети на самите почетоци на музичката кариера, на врските со Кочани, на незиниот сопруг, а таа рече дека во Кочани е родена мојата среќа, мојот животен сопатник, со кого ја направив и мојата музичка кариера. Монографијата ќе биде промовирана и во повеќе европски земји, како и во Америка и Австралија. Навистина интересна промоција и тоа е од областа на образованието и на културата и на сите случувања во Кочани. Јована? Тања, секогаш кога ќе се јавиме од Кочани, некако полни сме со информации. Јас сум полна со прашања. Не може да завршиме, недоволно ни е времето. Но би сакала само за крај уште нешто да те прашам. Го спомена излетничкото место Градче. Сега веќе е летен период, топло е времето, повеќето туристи може да се најдат на тоа место или каде може да видиме најголема раздвиженост? Па и викендов ни предстои, ајде да ги поканиме граѓаните да дојдат. Веќе живата во термометерот се искачува над 38 степен во Кочани, не знам како е кај вас во Скопје, но луѓето бараат ладовинка и заштита. Се однесува, го спомена Градче, но уште повеќе народ, односно поголем број на луѓе може да се забележат за време на викендот на Осоговските планини, односно на Пониква, каде луѓето бараат разладување. Тука ќе го споменам и градскиот базен, многу, односно повеќе помладите и децата бараат разладување и во градскиот базен
базен во Кочани кој е реновиран, поставени се лежалки, има доста интересни содржини, кловнови за најмалите. Значи, секој на различен начин бара разладување и тоа е добро, но повеќе за време на викендот, бидејќи нели работната недела си бара извршување на своите работни обврски. Да не ја забравим и браната градче, но сепак поладно и пониски температури имаме на Осоговските планини и на спортско-рекреативниот центар Пониква. Да, работната недела и ни дозволува многу и на нас родителите да одвоиме повеќе време за да можеме да отидеме, разбира, со дечињата на базен или на некое друго излетничко место. И вие завршуваме оваа работна недела, речиси, ни остана уште еден ден. Како сте во Кочани, што правите, да не има нешто ново да најавиме пред време, да не биде после да го раскажуваме? Пред време нема, но сакам да кажам дека веќе луѓето почнаа и на летување. Туристичките агенции веќе се преполни со закажување на аранжмани. Кочанци, можам да кажам дека повеќе летуваат во соседна Грција заради блискоста на државата. За 4 до 5 сати се стигнува до Грција. Значи го посетуваат Полехроно, Калитеа и сите тие, односно трите краци во Грција, но и Врасна, Паралија и слично. Туристичките агенции пред неколку дена кога ги прашав рекоа дека Бугарија помалку ја бараат, но преполни аранжмани за Грција, ја споменаа и Албанија, така што значи освен градскиот базен, спортско-рекреативниот центар Пониква, луѓето бараат разладување нормално и да отидат или да избегат неколку дена на летување доколку е тоа можно, а тоа беше можно и масовно луѓето одеа на летување за време на продолжениот викенд, односно празникот Духовден, кога беше неработен ден петок и поврза нели викендот. Да, Тања, тоа можеше и да се забележи. Ние телевизија Нова имавме ексклузивни снимки кога гледавме чекање по час и половина, 5 редици преполни на граничните премини. Ти благодарам многу за денешното вклучување. Другата недела и ќе завршиме оваа прва сезона на Ново во градот, па ајде ќе подготвиме некои ексклузивни информации од Кочани како за самиот крај. Се гледаме другата работна недела. Ти посакувам убав и успешен ден. Вам почитувани, знаете дека ова е вашата фреквенција, најдобрата се разбира, вие не следите телевизија Нова, а ние, екипата на телевизија Нова, ги подготвуваме сите информации на време да ги слушнете прво од нас.